За оние кои што сега не се вклучувате на Телма телевизија, професор доктор Зоран Крстевски за прв пат оваа 2026 во утринската, иако мора да признам дека откако ја имаме можеби нели оваа форма на изразување и наш јавен дискурс во овие десетина години колку што е и обстојува утринската на Телма, вистина секој пат биле одбележани посебни датуми и ако нешто сте на некој начин пропуштиле, секој пат може репризно да ги гледате неговите излегувања и во рамки на утринската на Телма. Вистина сме имале многу убави дружби и сме разговарале на фини теми, сме нотирале многу убави точки, филозофи на живот. Меѓутоа, реков дека во овој период кога апсолутно вака низ една метафора ќе кажам светот гори, мислам дека соодветно е да го имаме со свој јавен дискурс и оваа 2026-та. Најпродаваниот автор на книга за оваа 2025 година која што ја ставаме и ја спакувавме зад нас. И всушност од неговата најнова и последна издадена книга ќе црпиме на некој начин убава изворна сила за разговорот и оттаму некако ќе ни биде поддршка можеби и разговорот. И она што е интересно, дека освен овие традиционални медиуми кои што си ги користиме, Зоки, а си ги фатил сите епохи, да речеме, на појавување твои, денеска успешно ги користиш и другите медиумски субститути, како што се, да речеме, сега поново подкастите, зашто и Телма телевизија се надевам дека во некоја следна прилика ќе те покани. Добро е што можеш таква една убава рафинирана мудрост, едноставна, со кој што би ги нотирал и апострофирал оние животни вредности да допреши до помладата публика. Еве, Елена ти посведочи дека можеби помладата публика не секој пат ја има таа редовна навика на читање книги или свој личен ескепизам барем прави преку тие подкасти. Добро е што и таму допираш, што и можеби таа млада публика те има сега некако, нели, и те чувства како свое прибежиште. Добро ми дојде официјално во ера на повторно кога светот вистина од секој аспект гори, меѓутоа и во еден период кога го имаме тој ретрограден Меркур, така што велам ова е најсоодветно време кога би те повикале. А инаку апропо за најголемите непријатели на мирот, нели, справувањето можеби и соочувањето со, како ми речете, страв, тага, стрес и гнев кои што се особено интензивни периодов, како до мир со себе во немирно време. Во сите овие, да речеме, децении твое искуство и кариерно и вака животно искуство, која е една фундаментална карактеристика што секој пат ја користиш за да дојдеш до сопствениот мир и лична интроспекција? Па, благодарам прво, Марк, на убавата најава и на позитивната енергија со која секоја зрачиш и секоја сме имале интересни разговори. Така. Се надевам и денеска ќе биде така. Обострано. Значи, мора да се работи на себе, да се себе менаџираш, што се вели некој талог насобран низ животот, како да го и чистиш. Бидејќи гледате како чашата што може да се полни со вода, така и нашата душа, нашите емоции може да се полнат со јад, со чемер, со немир. Се ние ако не најдеме методи како тоа да го елиминираме, да го исфрлиме, тогаш може еден ден да се загрозиме себе си. Затоа се вели мора да работиме на 4 нивоа. Однос кон телото, колку вежбаме, како се храниме и ред аспекти. Однос кон умот, колку читаме, како се надградуваме, колку е присутна свесноста и будноста во денешно време неопходни категории. Потоа нашиот однос кон душата или кон срцето, од емоционална гледна точка, затоа што ако не е исцелена душата, тогаш и овие аспекти нема да бидат добри и мора да го зајакнуваме духот. Духот се зајакнува како личност, како карактер, како животна визија, како нешто што позитивно ќе не облагороди. Во тој поглед, едно од главните мои размисли е што и да биде ќе помине. Значи и маката, колку и да е голема, таа ќе помине. Се и треба време. И најголемите радости, најголемите задоволства и тие еден ден ќе завршат. Имаат рок на траење, така. А така што се тече, се семенува, се е процес, многу е битно ние колку сме задоволни од себе си, или иако денеска дојде една друга формулација, да внимаваме да не станеме несреќни. Значи гледате од едната страна човекот трча по среќата, па мисли дека шопингува и константно се одава на потрошувачкото општество и дека ќе стане среќен. Некако? Така е. Компензација со храна, компензација со интернет, компензација некои лајкови, компензацијата рековме некоја потрошувачка ориентација, компензација преголема даденост на работата, компензација некои па со ниските страсти таму да претеруваат. И сето тоа неретко го заробува духот на човекот. Го токсицира, наместо да го опушти. Плюс му создава лоши навики и еден ден кога тоа ќе го нема, овој паѓа. Сега, каде е излезната варијанта? Прво да сватиме дека не можеме да бидеме секога среќни.
туку да се обидеме колку толку да бидеме смирени. Значи, посмирени со тенденција да ги прифатиме нештата врз кои не можеме да влијаеме. Нели, минатото ние не можеме го промениме. Колку и да сакаме да влеземе назад, па да подобриме некои односи или состојби, или како сме се однесували, како се однесувале код нас, тоа не можеме да го направиме. Исклучиво во наш интерес е да го прифатиме тоа кое што не можеме да го промениме. Што можеме да промениме? Ние самите да се промениме, да се подобриме, реков да се едуцираме, бидејќи живееме во едно опасно време, гледате во светски рамки, ова е едно страшно опасно време на неправди, на атаци. Живееме во сериозно заболено општество, каде што не треба да очекуваме дека секогаш институциите или надворешниот фактор ќе се грижи за поединецот. Значи, дојдовме до заклучокот, ние треба да се грижиме за самите себе си. Сега тоа, како ние да се грижиме, полни алатки кои ние треба да ги исполниме. Во меѓувреме, битниот фактор е сепак секој човек со што се карактеризира, како поминал за животот, колку бил травматизиран, иако има и траума произлезена од трансгенерацијска основа, што можеби се раѓаме у семејство, подложено на големи трауми, кои некаде ги носеле нашите предци. И тоа неретко не зафаќа нас како битија, веќе се е пренос, како ДНК, пренос и како енергија, пренос како емоција. И гледате сега, ако ги поставиме на маса сите овие сериозни прашања, можеби навистина ќе се загрижиме. Трансгенерацијска основа, генетиката делумно влие, иако треба да се насочиме кон епигенетика, значи да влијаме на нашите мисли, на нашите емоции, да видиме тоа надворешна средина како влие на нас, да не ги активираме заспаните гени кои може да ни создадат болест, проблем, страдање и автоматски пак доаѓаме до клучното прашање. Каков е односот кон самиот себе? Значи, што гледате, надворешниот фактор е сериозно опасен. Не можеш да знаеш од кај ќе дојде ударот. Треба да се подготвиш и ако дојде ударот, како да се менаџираш. Како да не се изгубиш, она што се вели отпорност. Отпорност на духот или ментален имунитет. Ментален имунитет се создава нели и со читање, со надградба, со себе усавршување. Затоа, Марк, дефинитивно луѓето мора да работат малку повеќе на себе, затоа што анксиозноста, депресијата, стресот сериозно се закануваат. Вие гледате, кажавте, 4 јавачи на апокалипсата во психолошка гледна точка. Не знаеш која е поопасна. Ако живееш во страв, а стравот нонстоп ти го наметнуваат. Да, неверојатни сојузници се една со друга. Стравот, гледате, произлегуваат и низ медиумите. Медиумите најчесто пласираат страв. Некои пропагираат страв заради одредени цели. Во глобална гледна точка стравот е присутен. Војната, рецесијата, пандемијата, аномалиите. На интернет преовладува тенденцијата стравот да биде присутен. Значи, влезеш во стравот од непознатото, иако најголем страв е страв од јавен настап. Но, во суштина, ако влезеш во рамката да се плашиш дури од самиот себе си, да се плашиш од постапката, да се плашиш од последицата, да се плашиш од животот, да се плашиш од загадениот воздух, да се плашиш од овој до тебе да не ти измисли, ти изневери, да се плашиш на работното место да не ти направат мобинг или да не ти стераат и ред други аномалии, каков ќе ни биде на животот, живот во страв. Имено, прочитав, вели, страдањето се создава кога се спротивставуваме на она што е. Како во психолошка смисла да ја разликуваме онаа здрава промена, Зоки, од деструктивниот отпор кон реалноста? Добро, ова што го напиша, тоа е повеќе во будистичко-хиндуистичка основа. На што ти ќе работиш или работиш во периодов? Тоа е голема напредна филозофија. Они велат во животот треба ги пуштаме нештата, не да ги држиме. Ете, ние на Западот ги држиме, нели? Ја држиме на вредата, го држиме блискиот до себе си, родителите, децата, леле, како ќе биде, што ќе биде ако отидат во странство или било што. Значи, постојано посесивно се однесуваме. Сакаме партнерот тука да го држиме. Имаме контрол, ориентација. И автоматски тука ние не се одврзуваме. А целата филозофија е одврзување или неприврзување за материјалното нешто. Ќе се скрши мобилниот и веќе доаѓа голема драма. Го напуштил партнерот, па веќе смак на светот. Интересно е како можеме да станеме сопствени робови на физичките или оние, нели, манифестациите кои што ни задоволуваат, како, ете, што велиш ти, материјалните работи во животот, да станеме нивни робови. Па тоа стануваме бидејќи прибрзување за копнешот, за нашата желба на интерес. Значи, желба за интерес. По секоја цена да те прифатат другите. Па не мора да те прифатат. Мора ли да те прифатат? Прифати се себе си. По секоја цена не знам каква брендирана гардероба. Па мора ли така да се прикажеш? Не мора да се прикажеш.
По секоја цена еве јас како писател дека мора сите да читаат книга. Па не мора сите да читаат книгата. Ќе читаат тие на кои им е потребна книгата и со кои имаме добра вибрација. Овие други не сум ни заинтересиран да ја читаат книгата. Че гледате, не се врзуваш, за тоа се врзува за процесот. Значи се врзувам за процесот во работата да создадам некое креативно дело. Се врзувам тогаш кога сум со некоја личност убаво си поменам. Се врзувам ако отидам некој духовен храм или во природа, да мислам на природата, на духовноста, на молитвата, а не да мислам на мобилниот или кој ќе ми се јави или што ме чека утре како тешкотија. Значи да се препуштиме на мигот. Ние, барајќи целина, да го изгубивме мигот. И второ, ние не знаеме да живееме во тишината. Значи, тишината нели на сам себе. Затоа втората категорија е присуство. Кај многумина создава истата тишина и немир. Па немир затоа им требаат луѓето. За да пие едно кафе некаде во некој кафуле, па му треба другиот. За да оди во театар, па му треба другиот. Не може да живее сам со себе, мора некој да го разбере, па некој кој не се снаоѓа со себе, се јавува по телефони, по мобилни, па ја пренесува неубавата вибрација. Бидејќи кога живееме во тага, во чемер, во незадоволство, во фрустрација, каква енергија одлеваме од себе си? Соодветна на нашиот дух. Ако живееме во виталност, со опуштеност, во радост, во релаксација, во позитивна енергија, тоа ќе го шириме. Значи, пак дојдовме до тој индивидуализам, кој сега во ова капиталистичко општество, за жал и премногу се продуцира. Значи, нема колективен интерес, кој како гледа да се снајде, да украде. Наметнува лажни вредности, никој не се грижи за општо добро. Малиот човек, иако нема мал и голем, сушно се оставя на маргините, не знае што да прави. Го фаќаат неправдите, стравуваат докторите, не дај Боже да влезе у судските лавиринти. Вамо полицијава не знаеме и таа колку работи, што работи, гледате случаеви. И автоматски политичарите секако не можеш да се потпреш. И каде ти општествено се надеваш на некој вид на правда или на добродетел. Ако ги земеме другите луѓе, добар дел од нив се токсицирани, гледате социјални мрежи, преовладуваат негативни коментари, и ние најдобро нешто да кажеме, ќе се најдат некои негативци кои ќе ни најдат некој недостаток, како да тие се кузне колку мудри и духовно пробудени. Но добриот дел на луѓето, кои се и позитивци, тие мора да научат да се заштитат од негативците. Што гледат, најголемите две заблуди се. Првото е да мислиме дека другите се исти како нас. Значи, ако ние сме ја пробудиле свеста, еве Марк читал источна филозофија, мудрост, навлегал во тематики, проучил некои работи. Марк се воздигнал. Има ново ниво на свест. Марк може да препознае. И сега Марк да мисли дека и другите се на негово ниво е најголема илузија на Марк. Марк треба да свати, мене ми требаат луѓе на соодветно духовно ниво. Понекогаш колку повеќе ќе се искачиш, толку помалку ќе ги најдеш. И чинам дека и органски доаѓаат потоа во вашиот живот. На основа на фреквенција. Имено. Да. Природна селекција се прави тоа, некако. Гледај Марк, сега на пример и ние овде што правиме емисија, ќе дадеме некои насоки, начала. Ама ние пред се пренесуваме енергија. Нашата енергија која зрачи во студиото, сите ние тука што сме ние ја пренесуваме. Гледате сега нашиот гледач, он поприма и информација, но поприма и енергија. Гледате каде е клучот. Нашите емоции да бидат опуштени, да бидат потикнати, да бидат задоволни, да бидат со виталност, со радост. Од каде? Убавата информација, не ги плашиме и му кажуваме заштитете се, внимавајте, опасен е светот, не се сите луѓе за верување. Им кажуваме внимавајте кога го примате во својата интима, тоа е второто прашање. Гледате, првото прашање ја бараше точката на едукацијата, но и сознанието дека сите не се исти. Дека се разликуваат и на ниво на свест и на ниво на ориентација. Дека ако ти си добар, морален, чесен, што се вели насочен кон доброто, не значи дека и сите други се такви. Внимавај да не ги имаш во непосредна близина, што ги гледате разните опасности кои се случуваат. Второто е да знаеш дека во суштина во твојата интима не треба секој да влезе. Еве колку ние сме се разочарале, па и да си поставиме едно прашање. Прво ќе се разочараме, веќе некои луѓе сме ги попримале дома. Сме ги мотивирале, сме им дале простор некој во некој списание да пишува нешто. Сме биле тука покрај нив, биле осамени, па ете сме комуницирале, па ни се јавува на телефони, па нонстоп сме биле на услуга. Но на крај најголемите критичари и непријатели станале тие кои биле во нашата непосредна околина. Ова не зборам за сите, не зборам. Но секако во некоја ситуација имало барем еден, двајца, тројца кои манифестирале љубомора, завидливост. И тој утре на социјални мрежи или таа некоја жена над, не знам, 75 години, таа ќе пишува и таму ќе те критикува. Несвесна дека самата е токсицирана, дека незината душа не е смирена.
Кога ти на се гледаш негативно, тогаш нешто не е во ред со тебе. Или ако ти живееш со завидливост и љубомора, тогаш имаш проблем со соседното живење. Веќе не го насочуваш фокусот кон себе, тебе да те биде добро, ти гледаш да го фатиш другиот каде него му е лошо. И еве го проблемот во нашето општество. Нели на комшијата да му умре козата. Не гледаме дека сме у бездната како да се излечеме, ние гледаме овој другиот дека можеби е уште подлабоко бездната. Па и ти си во бездната и тој во бездната. Најде начин ти излечиш од бездната, па може ќе му подадеш рака и овој ќе се излечи од бездната. Така што нешто хубаво. Па така е, ама тој гледате, тој е се вика позитивна ориентација, афирмација. Че гледаме нештата како афирмација. Затоа прашањето беше: внимавај кога го примаш во својата најдлабока интима, домот или што се вели во непосредната комуникација. Втората точка, која исто така е многу битна. Ајде ние на масата сега да си поставиме едно прашање или да го бараме одговорот. Колку луѓе вистински ни се нашле тогаш кога немали интерес од нас? Значи, некој ќе ти притрча, ќе ти помогне, ќе ти се најде со некоја позадина. Давилот, оној кој што ќе ви јави или ќе ви пише во период кога апсолутно нема да побара ништо од вас, тој човек да го имате до сега. Така е. И тоа е големо богатство. Да. Значи, гледате, пријателите кои се вистински се скапоцено богатство, блиските тука покрај нас, кои не поддржуваат, не потикнуваат, кои вистински не сакаат и не мислат убаво, се скапоцено богатство. Меѓутоа исто тоа значи и за семените членови. И за Некој пат семеи. мора да ги разведеме тие некои конекции ако тоа не е соодветно. Тоа во духовноста, во христијанството се асоцираше дека и мора да се одвоиме дури од своите родители на некое енергетско ниво. Не на емоционално, на енергетско ниво. Да не станеме зависни. Што гледате, трансгенерацијската основа, таа книга Програмирање на умот веќе и скоро е продадена, не се ни продава во книжарници. Најбарана книга во која пишува за трансгенерацијските наследства. И се гледате, матрица на страв имаат нашите родители. Матрицата на страв не е случајна. Живееле во непријатно време, живееле болести кои имале, сиромаштија, закани од непријателите и така натака. И таа матрица на страв несвесно ја проектираат кон децата. Па плашиш се од ова, зашто купуваш ова, па чекај тоа, па леле немај сега така ако останеш без работа, ајде држи тоа, ајде таја таква е, ваква е, добра е, а таа никаква е. И така ти создаваат страв. Страв на врзување, значи врзување за проблемот. Не за афирмацијата да пробаш да се едуцираш, да прошеташ, да направиш нешто. Туку се плашат. Дури да не зборуваат, ти ја чувстваш нивната вибрација на страв. Или пак матрица на тага. Вие знаете дека во семејни матрици кај луѓето се константно тажни. Да. И ти во домот сакаш да родителите, блиските, било кој да го поттикнеш, тој живее тажно, меланхолично, не го задоволува. Ти правиш разни напори, но тој не може да излезе од таа матрица. Од време на време ќе излезе, но всушност живее тажно. Интересно е како секој пат сакаме да ни бидат присутни тие животни архиви тука и постојано на некој начин да ги вадиме книгите од библиотеката и да се потсетиме на некои минути тешки мигови. Зоки, имам чувство дека промената е тешка секој пат на почетокот, хаотична би рекол во средината и некој пат прекрасна на крајот. Ако би го сосредоточил некако како мислам. Меѓутоа, како човек вистина денеска да издржи во таа хаотична средина без да се врати на тие стари образци, стари архиви? Така. Тоа и Јунг го кажувал архетипот на колективното несвесно. Значи, гледате, ние го имаме тоа и како нација. Архетип на колективно несвесно. Гледате, кај нас стравот е константно присутен. Тагата има, затоа намерењата луѓето се чувствуваат нестректи. Македонскиот народ најнестректно се чувствува дури од сите балкански народи. Најголем корисник на антидепресиви. Има причина зошто е тоа така. Тоа е таложено со генерации и сега гледате негде кај го разнебитува духот на луѓето. И добар дел од нив, тој вид на сопствено лично незадоволство го пласираат надвор како гнев. И затоа живееме исто така во гневно општество. Тоа го гледаме по улиците, во сообраќајот, но не само таму на социјалните мрежи. И гледате тука ако го земеме четвртиот аспект, тоа е стресот. Значи се живее стресно, се живее тажно, се живее гневно, се живее исплашено. Каде е излезот? Дали ние ќе останеме во таа матрица и ја пренесуваме на нашите деца? Нашите деца се фрустрираат, се незадоволни, се чувствуваат напнато и манифестираат гнев. Кај го манифестираат? На училишните клупи. Создаваат атак врз другите деца. Нели имаме мобинг, булинг, имаме мобинг од страна некогаш на наставници кон деца, имаме мобинг на работно место, може да имаме булинг, може да имаме разни ситуации каде децата стануваат вознемирени.
И мерило на една нација каква е состојбата на духот на децата, на учениците, на студентите. Колку се тие задоволни со себе си. Ако се незадоволни, ако не се едуцирани, ако недоволно учат, ако го трошат времето без везе, ако стануваат напнати, ако стануваат конфликтни, има причина за сето тоа. Причината може да бараме од семејното јадро, има нешто пропуштено. Можеме да го бараме општественото ниво, затоа што знаењето, свеста, етиката, вредноста е во паѓање. Некои други категории се наметнати. И сега бидејќи диагностицираме дека опасно е местото на живење, дека неретко и самите родители се атакувани некаде ја шират неубавата енергија, дека децата се приматели и мора да внимаваме што примаат, со што се хранат, тоаш мораме да направиме културна револуција или духовна револуција. Културолошки да наметнеме читање книги, надградба, образование, убави содржини, ова вие што го правите, радио емисии и ред аспекти, дај секоја информација влегува во тој резервоар на мудрости. Видите, гледате, ние сме суштества на 3 нивоа. Едно е подсвесно ниво, што е насоздадено. Тоа може да биде од утробата кога бил меѓутоа плодот, па подсвеста е неверојатното возило на животот. Така е, тоа е се информациона рамка. Значи, што информации примала мајката кога го носела плодот? Замислете, тоа е научно докажано, јапонците го истражуваат. Норвежаните и германците мала ген има еден. Некои луѓе се ориентирани кон злото. Значи, предодредени по генетика, по некоја нивна тамо структура, дека се понегативни, дека тој не чекајте ништо. На крајот на краиштата и Спасителот Исус Христос ги целуваше оние кои поверуваа, кои чукнаа, кои дојдоа, кои го зафатија. Едноставно тој не ги целуваше сите. Он свати дека не можеш на сите да влиеш, дека едноставно некои луѓе како изгубени овци. Иако беше добро да ги врати на изгубените овци во стадото. Значи, гледате, во ера на Водолија дојде јасна поделба. Помеѓу овие што одат кон светлината, кон позитивноста и овие кои се определени за темнината, за негативност. Таа темнина негативност оди со војните, оди со манипулацијата, оди со алчноста, оди со профитот, оди со експлоатацијата, оди со уништувањето на луѓето, со сечењето на шумите, со урбаните мафијаши кои ќе ти загрозат се околу тебе во име на профит. Тоа е богот на негативното мамон или на парите. Тоа во Стариот Завет го има напишано. И гледате сега, дојдовме на поделба. Или вамо ќе се приклониме, као овие негативци алчни, подкренувајќи го телото и егото, иако на крајот и тој урбан мафијаш кој не знам колку сега ќе направи милиони, на крај кај ќе ги носи милионите? Кога животот е краток, колку можеш да изедеш, колку можеш да испиеш. Но неговата ориентација акумулација на капитал. Нашата ориентација акумулација на знаење, на информација, на позитивна енергија, на нешто што ќе создаде дела, добродетел. И гледате сега, оваа ориентација треба да се вметне кај децата. Првата категорија, децата да стекнат знаење, вештини, да се зајакнат, да сватат у какво време живеат. Тоа во Финска го разбрале и гледате на децата им дале некоја креативна ориентација. Не им наметнале строги знаења, што се вели програмирани знаења, туку како самите да создадат еден вид на креативна интелигенција. И затоа и ние сме структурирани на подсвесно ниво со емоциите кои се складирани, на свесно ниво. Како ние размислуваме во моментот, возиш велосипед, ти треба да е свесен. Ама тој внимава, не внимава. Може би има проблем со психата, може би е толку себичен, може би има врски таму некаде па ќе го спасат. И тој не внимава, ќе ти изгази. Внимавај на улицата, внимавај во секојдневието, внимавај во контактите, внимавај во финансиите. Во секоја акција која што има. Значи, гледате, свесноста е многу битна и во моментот. Ја ви раскажувам работи, ама ви раскажувам од ниво на надсвеста. Значи, гледате, подсвеста, акумулација на состојби, неретко рани, трауми, повреди, мора да се изнесат на површина, да се разрешат. Ако не се разрешат, се појавуваат или грешки во говорот, или вознемиреност, или лошо спиење, или замор, или чувство на паника, или чувство на неприфатеност на сам себе. Значи, тоа е голема тема, но мора да се почне. Второ е свесно живење. Биди свесен кон исхраната, кон вежбањето, кон односот, кон состојбите. Колку повеќе си свесен, толку подобро ќе поминеш. Еве, доки простена дигресија, пред да започнеме сега со емисијава, споминавме дека си ми баш така еклатантен пример за неуропластисит или невропластиката, која што е интересна, сега доминантна тема би рекол. Не знам точно како се викаше една девојка која што триумфираше на Олимписките игри на своји 21-22 години, кога една новинарка ја прашува, не знам, во даден момент веднаш давате одговор, вика како така, како работи вашиот мозок, и таа вели,
Тоа е свесно и рационално, вика, секоја моја мисла, вика, е многу свесно одлучена, вика, што сакам да кажам, вика, и сакам сега да ви споменам, вика, на вас. Неверојатно е, вели, привилегијата секое утро да станете и да одлучите кој сакате да бидете. Дали ќе сакате да бидете човекот кој што ќе го поздрави секој сосед, свесно ќе одлучи, вика, на било кој да помогне, вика, во средината, или било што, да направите одлука дека сакате да помогнете некому. Кој е, вика, поубавата привилегија од тоа, вика, својата животна вредност и платформа, како живот, да искористите да помогнете некому. Не постои подобро нешто. Така, и позитивна ориентација. Тука ја би додал на тоа што кажала спортиската, тренинг навика на умот. Еве во Британија на повозрастните личности им даваат да учат нови вештини. Нели, разгранувањето на умот, синапсите, невроните да бидат живи, да бидат активни. Некои со решавање крстозборки. Не да подлегнеш на деменција, па да подлегнеш утре можеби и на Алцхајмерова болест. Туку да го вежбаш умот, да го ставиш во игра. А ние го успиваме, гледате социјални мрежи, го успива. Турски серии го успива. Не знам какви се содржини нас не трупаат со неубава енергија. Не, ние треба да одиме креативна енергија. Што е тоа? Што ни го буди умот? Значи, гледате, преткотно зборува за свесност. Ама будноста исто така е многу битен фактор. Да бидеш пробуден, да бидеш свесен за своите вредности, да влезеш во себе си. Нашето тело не ги дава информациите. Да ги разграниме тие синапси, нели? Кога мене ми се разгранети, ја брзо го наоѓам одговорот, јас сум акумулирал. Ја и кога ќе дојдам кај Марк, не знам што ќе зборувам, но знам дека ќе извадам нешто од резерварот. Или ја, еве, држам и предавања едукативни сега. Нели, држав и во Крива Паланка, Битола, сите градови имам држано низ Македонија. И прекрасна публика, луѓето доаѓаат, многу убаво се сродуваме. Ја кога држам предавање, не размислувам секогаш на концептот. Размислувам на енергијата. Енергијата те води, ти зборуваш. Ако сега што држам и онлайн предавања преку Вибер. Сега последните беа исцелување на душата, ослободување од емоционален отров. Значи, дури 2 часа се предадеш на една вибрација која од себе си ја вадиш. Од каде произлегува вибрацијата? Од акумулацијата. Што вадиме? Тоа што ќе ставиме. Ставаме ли чемер, незадоволство, фрустрација, навреда? Зашто не навредила, зашто не оставила, зашто не изневерила? Зошто тоа така се случи и ние, гледате, остануваме згрчени. Гледате, целото битие наше, енергетско битие, или е згрчено, или е опуштено, го пуштаме како вибрација. Тешко е, нека е тешко, може планетарните влијанија моментално не се сјајни, ама ќе се промени тоа, затоа што животот две константи се. Промените и проблемите. Секогаш ќе има проблеми, но секогаш имаме шанса за промена. И ќе се менуваат тие циклуси постојано. И тука Марк многу е помага, еве, ако мене ме прашаш, природата, планината. Знаеш дека ја одам по природи, по планини, шетам, размислувам, мене тишината не ми пречи. Ја ги бирам луѓето, секој не дозволува непосредна интима да ми влезе. Натални карти не правам на секој. Ако ми се допадне вибрацијата, ќе му направам, или ако има ефект. Така што ја внимавам на енергијата, еве, колку да знаеш, сакам да возам велосипед. Значи, сакам со добри убави луѓе да се дружам, што вели креативноста да ја изразиш, некој има кој ќе ја попреми, некому ќе му помогне со збор, некому со поглед, некому со било што ќе напишеш, и се е тоа циркулација на вибрација. Таа оди во космосот, ако добро постапуваш, добро се однесуваш, космосот соодветно ти враќа. Неверојатен синхроницитет. Претпоставам дека и сите овие книги кои што ги имаш напишано, ти се секако, нели, на некој начин со подкрепени со искуства кои што си ги читал во минатото така натаму. И некои проживеани. И целување на душата, и јас сум проживеал некои работи и животот. Че гледаш, Марк, учи од проблемот, учи од тешкотијата, учи од страданието. Не може живот без страдание. На крајот ние луѓето сакаме се лесно и брзо да ни оди. Не може тоа така да биде. Исто како брзите кредити. Ние сите го имаме тој Сатурн во натална карта. Обложувалници, брзо. Не може тоа брзо, ама што ако дојдат парите? Кај некои што дошле толку брзо, на крај тие брзи најбрзо пропаднале. Значи мора ние да се структурираме како личност. Гледате, тоа е поентата она што сакаме на младите да им го кажеме. Дека пред нив е животот, тие имаат еден многу битен ресурс, а тоа е времето. Како оди времето на некои луѓе го немаат, ама и го имаат. Бидејќи се е миг. Бидејќи ништо не е вечно. На крајот ти живеј го мигот, денеска да ти биде убав, после 2-3 часа пак да ти биде, утре нешто да направиш подобро и да ги разграниме нештата за да некако тоа дрво на животот има гранки. Значи гледате, ние се структурираме како корен.
се развиваме, се усавршуваме. Во тоа наше усавршување клучната категорија е да имаме животни гранки, животна гранка, семејни вредности, професионални, сам со себе, задоволство, разонода, ама и тоа не вреди. Треба да имаме плодови од нашите активности, нели, плод во семејството дека е добро, плод во работата дека сме напредни, плод во животот дека нешто сме оствариле. И клучно ете ви го плодот, после од тој плод кој ќе го добиеш, пак треба да создаде некој субстрат. Нели, плодот како плод може да се еди у магацините. И така се е процес. Нели, ако јас имам некое знаење да споделам со Марк, подобро да излезам да го споделам, некому ќе му помогнам. А не да го чувам тоа во резерварите. Значи, доброто се споделува, а од лошото се бега. Зоки, ја спомена подсвеста, никој пат нема да заборам четивото на Джозеф Марфи кој што, нели, добро ги нотира работите за моќта на подсвеста. Најчесто во различни епохи знаеме таа наша матрица и подсвест да ја наталожиме, како што велиш, со чемер и јад, независно можеби и обкружувањето, географијата во која што живееме и така натаму, како да направиме дистинкција да излеземе, да речеме, од таа матрица и како може да ги смениме процесите на наталожувањето на подсвеста, со оглед на тоа дека подсвеста ја занемаруваме. Кој денеска во секојдневието збори за подсвест? Мислам, ги занемаруваме и ги минимизираме најфундаменталните вредности на едно човечко битие. Меѓу другото, се што садуваме свесно оди во подсвеста. Сега некој пат тоа се таложи. Како може да ја смениме таа структура? Дури и тие што велиш генерацијски трауми кои што сме ги имале. Да, тоа го работели Фројд, Јунг и Адлер. Затоа што прости, подсвеста дури и во сон никој пат не прекинува, таа секој пат работи. Па во соништата работи, ни пројавува слики кои ќе се разбудиме. Кога легнуваме свесно во сон, длабок рем фаза, што работи подсвеста? Да. Ни дава простор срцето да ни чука, повторно мозокот да размислува, да и некој настап да има, сензациите внатрешни го фаќаат. Тој као е подготвен, ама има некоја манифестација, има некој немир. Иако нели секогаш е корисна она позитивна трема. Но гледате, тоа несвесно се рефлектира. Чувството на паника од кај произлегува? Неретко од подсвеста. Нели чувствува дека срцето ќе му застане, брзо му чука, се возбудува, почнува се поти, гледа дека нешто ќе се случи, може ќе умре. Тоа кој го прави подсвеста? Тоа не е органска манифестација, туку е психолошка состојба, веројатно на замор. Значи, кога сме презаморени, некојаш нели спиеме па се будиме нагло во сонот. Значи, не ни е смирен умот, не ни е смирена душата. Гледате овој бърнаут, ова брзо темпо на живење, исполнето со стрес. Еве, денеска најмалку зборевме за стресот. Ќе ме викнеш некоја друга емисија. Како да се справат луѓето со стресот, со анксиозност. Мислам дека слободно можеме да искористиме некои точки. Еве, апропо нели што споменавме за методите на детоксикација и духот на иселување на душата, слободно можеш да споменеш апропо и стресот. Прво за ова да го објаснам, значи и Фројд, и Адлер, и Јунг анализирале дека ние треба пред себе си да ги изнесеме сите категории и состојби на нашата подсвест. Не можеме лесно да ги изнесеме, но затоа овие правеле психоаналитичка анализа. При тоа ги легнувале луѓето и ги опуштале и ги пуштиле да зборуваат. Гледате, овие зборуваат можеби некојаш неповрзано. Тоа било во детството, ова се случило, таква состојба, таква траума. И го изнесуваат. И автоматски овој го анализира тоа, но воедно му помага овој да го рачисти. Зашто во трансгенерацијската траума еден од излезите е зборувањето. Зашто траумата е присутна, некаде те разнебитува. Ти мораш да допреш до неја и да зборуваш за неја, потискаш, да неја ставаш под тепих. Бидејќи ако е под тепих, таа работи. Таа е во подсвеста, таа излегува на површина. Значи зборување и прифаќање. Се случил настан, имало губиток, имала состојба, имало навреда, зборувам за него, го изнесувам. Сега, кога сме кај зборувањето, едно од тезите на исфрлање на гневот, кој исто така е проблем. Значи гледате, на ниво на тага имаме проблем, потисната енергија. Неретко луѓето не можат тоа да го разрешат, добиваат некоја тешка болест. Тагата натре им ги разнебитува клетките, не им дава љубов, не им дава енергија, не им дава функционалност. И клетката се вознемирува и автоматски станува напаѓачки ориентирана. Од клетка на клетка и организмот може да настрада. Во тој поглед, тагата мора да се изживее или да се соочиме или да ја прифатиме. Пак доаѓаме до проблемот. Потисната тага, проблем внатре во нас. Изнесена тага, полека решавам. Изнеси ја, напиши. Никулец на нови заболувања. Така. И гледате, некој има проблем, нека пишува. Една од формите, дневникот изнеси и пишувај. Пишувај за се за овој што ти го направил тоа. Пишувај за животот. Пишувај зашто така ти се случи. Пишувај дека има решение и сврти се кон Бог, кон молитвата. Има духовни храмови, јас сум ги преиспитал лично. Свети Јован
Богослов Канео во Охрид, Свети Наум во Охрид. Значи испитани од мене енергетски и Света Богородица на Матка. Имам и некои во странство што сум ги испитал. Кај сум бил, не знаеш кај се сум бил. И јаши сум бил кај Света Параскева во Романија, тоа е во близина на границата, и Метеори тамо еден храм нивни, има многу храмови, на еден има енергија. Сум бил и на Острог повеќе пати, значи едноставно човек мора да бара вибрацијата. Но гледај, сега на ова ниво на потиснатата тага и потиснатиот гнев. И тие нас не разнебитуваат, а се присутни у подсвеста. Една од формите, ја кажав, пишувањето. Второ, разговорот стручни лица. Трето, знаеш дека постои психодрама? Еве, сега да земеме едно столче. На столчето го поставуваме тој кој што не повредил. Ние не можеме не го сретнеме, или тој не бега, или не е пријатно, или ние не сакаме да се сретнеме. Се очуваме со него. А сме ни акумулирал тага и неправда. Значи живееме во неправда, живееме во гнев, живееме во тага. Тој гнев не можеме да го исфрлиме. Тој гнев оди кон нас, не разнебитува. Правиме психодрама. Го седнуваме него на столчето. И него му се обраќаме. Не него, него имагинативно, како лик. И му се обраќаме. Ти си го направил тоа, ти го направи ова. Како не те е страм? До каде јас со тебе ќе отидев? Зошто така направи? И се она што го чувствуваме на него му се фрлиме, фактички на столчето празно. И се она што го не мачи, ние го изразуваме на столчето. И го правиме тоа првично можеме мисловно, а ако сме некаде у природа и со зборови. Зошто викаат оди на планина и извикај се? Зошто викаат оди тамо нешто вежба и сфрли енергијата? Така треба и ние на мисловно енергетско ниво. Седни и исфрли се. Не го чувај во себе си. Бидејќи гневот те разнебитува. Затоа што гледате, не е добар гневот ако го после проектираме на друга личност, која е наликува на тој што не повредил и таа другата личност е настрада, бидејќи нашиот гнев останал кај нас акумулиран. Нели родителот го навредил детето, страда партнерот. Од другата страна некој партнер поранешен го изневерил, го навредил овој, ќе страда друг партнер. Гледате, правиме проекција. Не, ние го исфрламе гневот, ние го рачистуваме. Еднаш, два пати ние се ослободуваме. Затоа велев, прво е да прифатиш тоа што немаш да промениш, второ да пуштиш да не се одврзи се од гневот. Третото е да бидеш присутен во себе си, да видиш кои се твоите квалитети. Четвртото е да бидеш подготвен за промени и воедно да се програмира себе си со нова енергија. Сега, Марк, ти ова што ти го кажувам е процес. Не може тоа преку ноќ. Сега брзо ти сите работи да ги разрешиш. Но што вели најголемата мудрост? Едно од најголемите. Првата рековме, што и дај ќе помине, а втората е најдалечниот пат започнува со првиот чекор. Прекрасно кажано. Во овој период од март година повторно се актуализира феноменот на ретроградниот Меркур, појава која што нели астрономски, ајде ќе кажеме, представа едно привидно враќање наназад на планетата како резултат на таа различна брзина на нејзината орбита во однос на Земјата. Овој циклус, често пати сме говореле со тебе, нели, во некои од наши минати изданија, се случува неколку пати годишно и најчесто трае 3 седмици, ако не грешам. И подолго трае. Така и подолго. Сега, период кој што многумина го доживуваат, можеме да го забележиме тоа, нели, многумина сакаат, кога станува збор за астрологија и ретрограден Меркур, го доживуваат како едно преиспитување, враќање или повторно назад на некои недовршени процеси, внатрешна рефлексија, наместо како причина од страв или неизвестност. Сега, дали верувањето на вакви феномени е формула на утеха или суптилен механизам на избегнување на таа некоја наша лична одговорност? Така, многу добро го си го разбрал. Значи, виде, убаво прво, како кажа, ретрограден Меркур, свртеност кон себе, читање, тишина, опуштеност, работа на поправање на матрици кои ни се натрупале у минатиот период. Одговорност кон својот живот со нефорсирање. Втората опција е продукција на страв кој произлегува од надвор, кој нас не зафаќа и заради тој страв што ние општо го живееме, префрламе одговорност дека ретроградниот Меркур тоа ни го направил. Значи, проблемот каде е? Прво, неуки астролози, кои не ги разбираат работите, или прашање дали се астролози, наметнале фама од тој ретрограден Меркур. Па ретрограден Меркур е најмалку битен во суштина во тој поглед, на астрологија, на транзити, на влијание. Затоа што гледате, моментално имаме ние транзити, движење на планети, меѓу кои се движи Меркур. Меркур најмалку се зема во анализата на транзитите, бидејќи е најбрз. Плюс, Меркур како најбрз со најслабо влијание, се демек толку многу да влие
4-5 месеци кога е ретрограден на целиот свет. Интересно е како цела вина е префрламе на таа планета. Така е. Значи воопшто не е виновен Меркур. Меркур е напротив свест, интелигенција, рационализирање, анализа, селекција, а не е страв, кочница, блокада, туку сензација. Знаеш дека по интернетот многу често се форсираат некои работи за лајкови. И се на луѓето им метнале, немој во сообраќајот, немој да потпишуваш документи, немој да купуваш куќа, стан, немој купопродажби, немој да патуваш и ред аспекти и луѓето се блокираат. Ретрограден Меркур, како ќе влезем во брак, ретрограден Меркур, леле детето сега треба да се роди, како ќе се роди, ретрограден Меркур, што ќе правам се со партнерот, што ќе правам со себе, што ќе правам со работата, што ќе правам со здравјето. И автоматски гледате негативна мисла. Не, ретрограден Меркур нема големо влијание. Има делумно влијание кај близнаци и девици, делумно влијание и можеби има во некое поле од наталната карта каде што тој транзитира. А општо глобално тој нема влијание. Значи не треба да го користиме како одбранен механизам на нашата психологија. Така, па ние тоа сакаме да префрлиме одговорност и не ќе се соочиме со себе, ова што го реков, да пловиме во себе си да видиме каде сме. Ние велиме ретрограден Меркур и се замисли ретрограден Меркур нека биде неколку месеци. Прво, тој е неколку месеци ретрограден за целиот свет. Што е целиот свет нема да функционира. Телекомуникацијата ќе застане. Сообраќајот нема да се одвива. Потписи документи нема да има. Бракови нема да има. Новороденчиња нема да има. И сите ли пропаднавме? Зашто ние проектираме страв? Зашто попримаме страв? Ќе гледаш Марк, она што претходно го зборевме. Имаме самоговор, што ние на себе самите си кажуваме. Нели една категорија мир, се ќе биде добро. Мир, се ќе биде добро. Движи се. Природа, планина, мир, се ќе биде добро. Дали е добра матрица? На самоговор. Или пак матрица од надвор, Меркур те блокира, те парализира, ти влие, те уништува, што ќе правиш ти? Не треба да попримаме. Затоа пак ќе кажам, имаме сценарија. Сценарија страво да го продаваме. Имаме сценарија. Тоа што го носим у себе си темно да го проектираме, да го пренесеме. Тоа може да биде од секаде произлезено, од новинари, од астролози, од психолози, од некои таму маркетинг агенти. Значи, некој го носи и го дава тоа што е во себе присутно. Ние ќе речеме, стоп, не примам негативна информација. Примам позитивна, примам афирмативна. Нема да ми направи мене Меркур ништо, бидејќи јас сум креатор и водач на својот живот. Ме интересира дали може стравот, чисто лаичко прашање од мене, од ретрограден Меркур да се спореди со пласибо ефект, но во негативна форма, односно нели пласибо. Тоа ме интересира. И плацебо и ноцебо има. Едното е позитивно, еве ова овдека водата ја гледаш. Се ја мислам дека оваа вода е исцелителна. И се ја само да се опијам и мене се ми поминува и главоболки и ред аспекти. Значи тоа е плацебо ефект кој се користи во психологија. Гледате моќта на мислата. Значи можеби не е до тој медикаментот кој ништо нема или до водата која е шеќерна водичка, туку твоето убедување дека има моќ во водата, дека те исцелува тебе и навистина те исцелува. Че гледате ние каква моќ имаме на умот. Тоа само го потврдува, а на себе негативната мисла. Тоа исто докажано. Оди на доктор, докторот сгрешил, видел погрешни информации, погрешна дијагноза, му кажал на човекот, леле имаш таква тешка болест, не можеш да живееш повеќе од толку, човек точно како што му рекол починал. Се утврдува после дека воопшто ниту ја имал болеста, ниту по овој погодил како што баш тоа го спомнува Џозеф Марфи во една од книгите кога му доаѓаат луѓе кои што постојано го талажат моментот дека не ги бидува за ништо и така натаму и потоа нели сами ги создаваат тие николци на автоимуни заболувања и така натаму. Тоа е дел од автоимуните и Габор Мате тоа го кажуваше. Имено. Да, Габор и посебно кај жените, вели, од каде, како, што. Веќе кај жените имаме талок на емоција. Гледате емоцијата од партнерот, емоцијата од родителите, емоцијата од детето, емоцијата од жената е емпат. Поголем емпат од мажите. И затоа се утврдило повеќе се склонени на автоимуни болести или пак имаат проблеми со малигни заболувања, затоа што не ги процесуирале своите емоции и мисли, туку ги натрупале и тие работеле во нив. А второ кај децата сега. Изгледа кратка ти емисија. Има многу да ти раскажам. Значи гледај 2-3 минути, колеги. Гледај кај децата, замисли на детето, не те бидува што е тоа, ништо од тебе, катастрофа си, види погледни се какво дете си ти. Која информација ние праќаме на детето? Не. Супер си, браво, ајде, напред, внимај на другите, ама внимај на себе си. Размислој позитивно, ќе успееш, ќе пробиеш, а ништо не е страшно. Денеска е тешко, утре ќе добиеш петка. Па напредувај, па вежбај, па шири се. Дали е оваа афирмацијата подобра од негацијата? Гледате со негација, стегање, стуткање. И детето се стега, се стутка. Еден ден цел гнев, цела агресија насочува кон други деца.
или ја насочува кон партнерка. И затоа имаме толку разводи. Затоа имаме толку слабости. А ја цела книга им напишав љубовни патокази, значи прекрасна со анализи и за жените, и за односите, и за бракот, и за семејството, и за децата, замисли најмалку читане. Љубовни патокази, книга за љубов која најбитна е да почнеш ти прво и со љубовта кон себе си. Туку некако луѓето ја изфрлија. Гледате, љубовта е изфрлена, самосвеста е изфрлена, духовниот развој е изфрлен, играме инстант решение. Брзо, моментално нешто да се подхраниме, нешто да направиме. И еден ден тоа нешто што не подхранува, нека бидат не знам какви страсти, нека биде каков вид на успех на работа кој ќе ичезне, ние се губиме себе си. Не, ние треба да работиме како целина на личноста. И автоматски ви ова да знаеш дека натални карти бараат сега по интернет. ChatGPT. Да. Се замислете, тоа стана популарно. Луѓето се ориентираат таму да напишат и овој да им напишал. И да им дадал натална карта. Во таа натална карта е општи формулации, тој ги насобрал кузне од каде како и им ги формулира. Таму поединецот кој тоа го чита може да дојде до информации кои не се добри и да се уплаши. Значи гледате нели стравот е дел од нашата тема. Стравот од ретрограден Меркур, стравот од медиумите може да дојде, стравот од интернетот може да дојде. Стравот од натална карта некоја си направена, која тебе ќе те уплаши. И автоматски ти влегуваш у матрицата дека тешки аспекти, дека нема да успееш, дека ова види не ти е дадено, или ќе те подлаже со некои квалитети кои ти не ги поседуваш, наместо да работиш на она што ти е слабост, и ти влегуваш у нешто што е надворешно, и ти не си владател на својот живот. Не, ти треба да престане со тоа, да не се ориентираш кон тие работи. Ако веќе си решил да правиш натална карта, оди кај професионален астролог. Иако и тука има една голема заблуда. Луѓе со едно 20, 30, 40, 50 години бараат натална карта да им биде напишано, замисли. А всушност сега и денеска кај нас, и некој да ти даде 60 страници текст натална карта, фактички е изработена од компјутерски програм. Компјутерскиот програм таму ја средил, таму нема ништо твое, туку има општо. И ти се палиш за да читаш. Не, ти треба да бареш за да разговараш. Значи со професионален астролог, па и со психолог, па и со доктор се оди во личен контакт. Се разговара, се дискутира и се бара решение. А не пишан текст и као денеска супер си, одличен си, а утре паѓаш у бездната. Знаеш дека ги уживам нашите приказни и појавувања секој пат. Се надам дека уживаа сите оние кои што не гледа. Ајде се закажеме за брзо. Нека помине ретрограден Меркур. Нека помине, за стресот ќе правиме една убава емисија. Да те поздравам и ти благодарам уште еднаш. Фала ти, Марко. Професор доктор Зоран Крстецки, ако ја пропуштивте оваа епизода, знаете, YouTube каналот на Утринска Телма кирилично и латинично и види се што носиме. Ваква енергија и плюс музика имаме за многумина. Ете, тоа е Утринската на Телма.